Добар ден, се враќаме назад за нашиот следен час. Што ќе учиме за овој час? Денес имаме со 7 оделение 3D форми и некои нивни карактеристики да погледнеме. Одлично. Вака. Прво ќе се подсетиме нешто со 7 оделенците што го учевме изминатата година, односно кои ни се на кога имаме едно геометриско тело дадено, кој ни е зид, кој е раб, кој е тема. Вие помните? Не многу. Можеш да ми покажеш овде на еве едно било кое да го вака ќе ги сега ќе мора од ваму бидејќи мораме тука да таблата не ни е во функција. Еве вака. Добро. Во ред, што Се треба? сеќаваш кој е теме? Ова е тема. Ова е тема. Значи сепак се сеќавате. Се сеќавам не многу, но да. Значи овие ни се Темиња. темињата. А раб Работе. страните, така, а зидови ни е оваа површина. Да. Многоаголникот. Денес ги имаме од 3D формите само полиедрите, односно полиедри ни се геометриски тела кои што за свој зидови ги имаат многоаголниците. Значи составени се од многоаголници. За почеток ќе разгледаме призми. Што забележуваме овдека? Основата на оваа призма е триаголник. Да. Овдека е четириаголник, тука имаме петоаголник, шестоаголник, седмоаголник и седмоаголник, да. натаму не ни се сите на цртежот, имаме понатаму секако. Значи, во зависност од тоа, каква е основата долу? Така ќе се нарекува и призмата. Триаголна призма, четириаголна призма. петаголна. Значи во зависност од основата, Од аглите и од колку Да. агли има многоаголникот или Да. страни, така ќе ја нарекуваме и И призмата. призмата. друго нешто што сега може тука да забележиме. Ќе си помогнеме сега и со една табела ќе направиме овдека, ќе нацртаме Ајде. вака. Само сунгирчето каде ни е за оваа табла? Ете го. Со Ете тоа го, што таму е ова долу, мислам не може дека да се избрише? Не може да се Не може избрише. моментов да се избрише. Ќе треба да ја Добро, нема минимализираме таа проблем. табла. Да, не е проблем. Ќе нацртаме овде. Само ова е многу бледо да видиме. Искористете го зеленото. тоа е Зелениот подобро. маркер. Да. Добро. Овдека ќе го ставиме името на 3D формата. Тука ќе ги ставиме, ајде вака само да одиме поред, ќе ги ставиме таму страните. Односно се извинувам, зидовите тука ќе ги ставаме. Само да биде попрегледно. Зидови. Тука ќе ги ставаме темињата. И овде ќе ги внесуваме бројот на Рабо. рабови. Сега вака. Еве ни ја триаголната призма. Да. Малце ќе ги завртам вака да може да ги погледнеме поубаво. Еве ги, и одгоре да може да ги гледаме. Што може да забележиме? Колку темиња има? 3 темиња. 3 темиња има горе, но исто толку има и, И доле. долу. Значи, триаголната призма А има 6 темиња? Да. триаголна призма, забележавме дека има 6 6 темиња. темиња. 6 темиња. Да ги изброиме рабовите. 1, 2, од позади имаме 1, Уште еден. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Девет. 9, така? 9 рабови имаме, а зидови? Има 3. 3. И тие одгоре, ако ги земаме така, исто браво, 5. Марија, ти текна. Пет. Значи, 3 се од страна, бидејќи е триаголник, од секоја страна од триаголникот Да. излегува по еден зид нагоре, 3. А исто така, Но И бидејќи одгоре, имаме ако се две гледаат, основи да. од горе и од доле, плюс тие 2, значи ќе имаме 5. 5 зида. Ајде да ја видиме сега четириаголната. Таа има Колку има? 8 Осум. темиња. Така, темиња. 4 горе, 4 долу, имаме 8 темиња. А рабови?
12? Не. Каде се? Еве ги. 1, Еден, 2, два, 3, три, 4 вертикалните. 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, во право бев. 12. Иако бев несигурен. А зидови? А зидови има Шест. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Так. Дали забележавте веќе некоја логика? Да. Бројот на темињата се множи за да се добие бројот... Значи, каква е основата? Да. Каква По е 2 основата? за бројот на темињата. Беше триаголна, значи триаголник 3 по 2 два. плюс Плюс два, бидејќи и горе бидејќи и имавме. горе и Така. доле, да. А за зидовите така. По три. Триаголна е 3 имаме и плюс двете одгоре 5. Четириаголна 4 плюс 2 6. Ај сега ќе преминеме и на пирамидите да ги погледнеме само, па ќе се Важи. вратиме повторно уште еднаш на призмите. Кај пирамидите не важи она правило. Така нема да важи тоа правило, сакав само да погледнат и учениците побаво, ама нешто имаме проблеми со интернетот. Ајде вака ќе Добре да го основата, објасниме еве, тогаш. триаголна пирамида Да го имаме. замислиме. Така. Да. Триаголна пирамида. Самото име ни кажува дека долу ќе имаме основа триаголник. Да. Така. Ако е долу основата триаголник, тоа значи дека од старт веќе имаме три Темиња. 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 Така. Ние ги имаме Сега за сигурно. разлика така, за разлика од призмата каде што и горе имавме основа, Се сега пресликува пирамидата долу, завршува со врв. Е, Значи ќе ги немаме веќе горе трите темиња, туку имаме само едно врво. Врвот, Па значи да. трите долу и тоа едно ќе имаме 4. 4. Триаголната пирамида има 4 четири темиња, темиња. Рабови рабови 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6. така 6 рабови. 6 рабови и зидови Зидови има 4. така, Четири. бидејќи три што излегуваат од страна и сега Да. немаме две основи, туку една, па ќе биде 4. 4. Добро. Ајде сега вака да забележиме од овдека. Зидовите, ако ги соберам, и бројот на темињата. 5 плюс 6, 11. Ако го одземам бројот на рабови, Да, тоа е 2. минус 9, тоа ќе ни даде 2. 2. Значи, што направив? Зидовите веќе ги означиме со S плюс темињата минус рабовите. За триаголната призма видовме дека е 2. 2. Два. Така? Да видиме за четириаголната. Добро. 6 плюс 8, 14. 14 минус 12, Аха. Повторно 2. Повторно 2. 4. 4. Плюс 4. 4. 8 8 минус 6. 6, 2. 2. 2. Значи, забележавме едно правило кое што важи за сите полиедри. Значи, збирот на зидовите и темињата темињата. минус бројот на рабовите е секогаш Бројот 2. Така, можеме да си провериме дали сме ги нашле. Да, да, да. Ако ова не сака да се отвори, ќе се вратиме на Претходната. призмите уште еднаш, така. Вака ќе ги завртиме малку. Дали вака ви се попрегледни? Па се. Па да се. Еве вака. Одлично. Еве вака, одлично. Вака е подобра. Да. Ги земавме триаголната и четириаголната, сега вака. Јас ќе ви кажам број на зидови, темиња и рабови, а вие да погодите за која призма ќе станува Ајде, збор. Може? ајде. Ајде. Да. Ајде вака. Најпрво нека имаме, ако знаеме дека бројот на темиња е 12. 12. Што да ви дадам друго? И 14 зида. Дали веќе имате идеја? Шестоаголник. Шестоаголник, значи без да продолжам натаму да пишувам, што ве асоцираше? Па поделивме 12 со 2. 12 со 2. 12 го поделивте со Со 2. 2. Имавме
Тука 12 да го поделиме со 2. Добро. Но што ако... Пребрзо не научивте, професор, не стигнавте да допишете, ние ви одговоривме. Добро, само да ја запишеме. А ако ви кажам дека имаме 6 темиња, и 6 дзида и 10 раба, Триаголник, но нешто има тука. намерно, токму Има така, некоја цака. бидејќи Има многу ми некоја. почнавте да ми Да. брзате, сега да се вратиме Да еден не чекор застанете. малце назад. Така, не, ви текна убаво пред малку, ова да го поделите. Да. Но сега, Ова не може да... ако го поделиме ова, добиваме дека е призма. Така? да. Но ако се вратам на другите услови, значи добро е што размислувате така, но секогаш треба да ги провериме дали се задоволени и другите услови. Овдека ни одговараше, меѓутоа сега ако се вратам овдека по предпоставка дека ова е призма. Ако е триаголна призма, дали може Тогаш да има не може, 6 зашто зида? има 5. Не може да има 6 зида. Значи веднаш заклучуваме дека сигурно не станува збор за призма, туку за пирамида. Пирамид, да. Па затоа сега што ќе ни помогне? Рековме како го најдовме 6, бројот минус 1 врвот, да. 5, што пет, значи? Петоаголна. Браво. Петоаголна, Учнавме да. да размислуваме Петоаголна логички. пирамида, Петоаголна да. пирамида. Бидејќи кажавме кај пирамидите, значи долу каква е основата, толку темиња имаме и плюс горе уште Горе, Уште едно. врвот. Така. Затоа како ќе правиме разлика? Доколку ви беше даден во табелата директно овдека за бројот на темиња непарен број. Тогаш не можеше да станува збор за призма. Тогаш со сигурност знаеме дека станува збор за пирамида, бидејќи кај призмата имаме две основи, па бројот мора да биде секогаш парен. Да. А кога имаме парен, не можеме со сигурност значи да знаеме дали е призма или пирамида, тогаш треба да се послужиме и со останатите податоци кои што ни се дадени, Имаме, па за да да откриеме дали провериме, станува да. збор за призма или за пирамида. Да. Еве, имаме простор тука. Добро. Да, мислам дека имаме време уште за една задача. Има време? Уште, Добро. да. Еве, ако имаме 10 темиња, и 7 дзида, и 15 раба, Би требало За- да е петоаголна призма, нели? така. Да. Петоаголна призма, овдека кога ќе поделиме на 2, добиваме дека добиваме, основата би да. била петоаголник, Петоаголник. но проверуваме дали се останатите услови задоволени. Значи, ако е петоаголник основата, тоа значи дека имаме 5 зида нагоре кои што излегуваат од секоја страна од петоаголникот и плюс горе двете. горе основи. двете. И така знаме дека не е Седум, пирамида, така, затоа да. И призма. забележуваме дека тој услов е задоволен и само проверка 7 плюс 10 17 минус 15 е 2. Значи, Ги Тоа исполнува е сите точно. услови. исполнува сите услови. Одлично. Гледам, многу беа интересни часовиве. Дури јас за сакувам математика. Мислам, Одлично, Супер. баш беше добро. Ви благодарам за часот. благодарам за помошта. Тоа беше нашата математика, а сега ние да одиме со еден краток џингл, па одиме па се со враќаме со следните часови.